Ова вашево СДС, како да ви кажаме, порнографија на умот, бе. Ова е гола перверзија, политичко мршојадење, хиенизам, не знам како да го наречам, смислувам зборови у моментот. Абе, доволно човек нешто да му се деси некоја необична смрт, одма да ја политизирате. Одма министерот Тошковски е крив, одма овој е крив, оној е крив, овој е крив. Па како бре можете да кажете дека не сте сигурни дали пораката на вистина ја пратила оваа убиена Велешанка до министерот Тошковски, наводно му се жарила, ама не сте сигурни дали му пратил, дали е незина, а после барате одговорност. Тоа е една работа. Втора работа. Вашава некрофилија, како да ви кажам. Значи, оно што се системските пропусти, зашто сте вие мршојади, зашто сте политички порнографи, порномани поправо. Значи, кога на полицијата и се врзани рацете, понекогаш нема што да прави. Што да прави ако нема реакција од горе, од обвинителство, од нешто, што да е? Како да работи со врзани раце? Ако обвинителите, судиите се ваши, истите оние судии, што вчера завчера ја ослободија докторката со условна казна за оној ужасен случај на онкологија. Обвинета, осудена за помалце тешката обвинение, помалце тешкото обвинение, несовесно лекување. Ќе се навратам на тоа после. Добивање условна казна. А знаете што значи неусловно лекување кога се работи за медицина? Ама ќе се вратам пак на тоа да ги поврзам работиве малце. И поона како делувате и како работите, како спинувате, како се изживувате, како искористувате политизирате некоја туѓа необична смрт. Немек секојаш е власта крива за таа смрт. Начинот како го правите тоа. И ова што беше предвадена со пресудата на таа докторката од онкологија, онаа смешна пресуда. На нас обичните луѓе нормално дека почнуваме да веруваме дека стварно вие го користите, токму вие го користите системот, обвинителството, судството да предизвикате негативна реакција кај народот кон власта. А власта, ВМРО, е виновна што на клоци нема до сега све расчистено. Ја ова сум го зборел и порано. И за обвинителството, и за судството, и за тамо некои структури други. Чисти тоа све на улица и одново вработувај. Оти вака тоа го вртат против вас. Против расположението, тоест го менуваат расположението на јавноста. Јавноста стварно мисли дека не знам, дека вие сте семоќни, можете да спречите и убиство од љубомора на некој психопат и така натаму, пошто нели власта е крива. Јас стварно не знам зашто уште се чекате на таков начин да го злоупотребуваат, да ги злоупотребуваат одредени институции во државава за да побудуваат негативно расположение кај јавноста кон вас, кон вие кои што владеете. И за тоа сами сте си криви, што не реагирате конечно да се расчисти тоа. Оти вака све си мислам дека овие СДС намерно прават така како што прават само со оваа цел, да подкопаат власта нормално и да ги подријат незините позиции и се она што е добро што го прави, да го минимализираат, тоест да го дефакторизираат до максимум. Не знам, размислете за ова, до кога ќе бидеме сведоци на вакви судски одлуки, до кога психопатите ќе бидат ослободувани само доколку ја признаат вината. Вака Козаев што правеше со ручето овдека, јас се извинувам, сгрешив, што несовесно лекував, ја признавам вината, ослободителна присуда. Тоест, условна казна, тоа ви ослободителна присуда. Нели да не го повтори делото во наредни 2 години или 5 години или т.н. Шие му га џура. Сега, размислував за она пред 2 дена. Има тука една од Шангај, има една професорска зграда, ја викаат, има една од Шангај жена, и правиме муабет на флуентен кинески, на течен кинески.
ја додуша поише се лигам у таа смисла. Овој нема врска. Разбира македонски, не збори, мислам, збори, ама тоа стварно изгледа као оваква, да не кажам шо, ама разбира. И збори, ама не ќе да збори. На англиски збори, ама пошто знае дека е лошо за лош македонскиот овој говорен шо е, окей, ово ред. Сега гледала тој мојот овој клип што беше за докторкава на онкологија. И вака ми вика, замислете го гледала клип. И вака ми вика. Разбрала 90% од она што сум го зборил. Имаше некои места што не ми ги разбираше, ама во ред. Мислам, кинескиња го знае македонски, како да ти кажам. Джам. И она ми вика, имала сестра, они се родени во Шангај, имала сестра лекарка, работи на 1500 км од Шангај, ми го спомна тоа некое, не ја разбрав, она пошто тоа на кинески името го кажува на местово, на градчево, не можеш да ја разбереш, се не сум глуп, да ја прашам, чекај полека, ми притребало да го запамтам. И работела тамо општа пракса лекар. Во таа некоја мала болница имало некоја специјалистка за појмањам, за бубрези. Не јадела бубрези, требала да ги лечи. Арно, ама, значи, докторка, диплома, не купена диплома у Мала Речица или не знам каде, значи диплома, значи лекарка. И шо правила? Почнала да обвезува некои лекови, кои што немале како се вика на дозвола од кинеската, како се вика таа за здравство за лекови, што е асоциација, државната, не биле, значи, проверени, тестирани за кинески пазар, она ги шверцуела, не знам од каде, и лечела пациенти, овие со потешки бубрежни пациенти со тие лекови. Се испоставило дека неколку пациенти умреле, не знам, инсуфициенција, бубрези престанале да работат, диализа, кај некој после сепса се јавило, и брза смрт, значи. И ја фатиле, и ја откриле. Шо е ова? Од моментот на апсењето, несовесно лекување и доведување во опасност на животна опасност на пациенти. За 7 дена била ставена пред стрелачки вод. Ова било 2000 до душа ми кажа 2011-2012, не можеше да се сети тоа. За 7 дена пресуда стрелање. Смрт со стрелање. Замислете сега, кај е Журче, кај сме ние. Кај е Ропотово, кај сме ние. Несовесно работење во медицината може да има, пошто несовесно работење во медицината значи дека си ја исклучил совеста во одреден момент од некој мотив, и пошто работиш со луѓе си довел во опасност од твојата несовест или со исклучување на твојата совест си довел во животна опасност пациенти, оние кои што си ги лечил. Сега, мотивите да ја исклучиш, копчето да го исклучиш за совеста у глава, за несовесно да лечиш, може да бидат од два типа во медицината конкретно, во екинството. Или си роден убиец, имаш потреба да убиваш, па вака ти изгледа најмалце приметливо, воочливо за да бидеш откриен, па си убиваш пациенти, дали калиум им убризгуваш у срце, дали со некој отрови секој, како што имало случаи се. Или вториот мотив, што е најдалеку поверојатен, дека ти си ја исклучил намерно совеста за да стекнеш финансиска корист и со тоа си довел во животна опасност други пациенти, тоест пациенти. Некој од нив може умреле, не знаеме, нема никој да се утврди. Кажете ми, која казна е пологична во оваа ситуација? Онаа во Кина или оваа нашава тука? Пошто нели ние сме многу европски настроени, кај нас смртната присуда у Кината, но може да се даде добра замена за смртна присуда, да кажеме доживотен затвор. За такви парчета, тоа е најголема казна, пострашна од смрт. Ти во затвор да дремеш секој ден под режим. Ова смееш, ова не смееш, да те пазат тамо, да гледаат како јадеш, како мочаш, како сереш, кога легнуваш, зошто стануваш. Да работиш у затворот, цвеќиња да полеваш, да садиш врти по шо дае. Замислете. Не може тоа од глава на мислете. Замислете. И таа истата ќе се врати повторно, што несовесно работела, што толку лесно ја исклучила совеста вака. Так, осигурачот го завртала, таа истата веќе се наоѓа на работно место и лечи други пациенти.
Оти тоа со совест е едноставна работа, значи кога сакаш да ја уклучиш само вака преш тука на тоа потенциометерот, штарак и се уклучи, да си супер финси. Ова е вама што било позади минатото, не го памтам, не. Што, како, што? Што сум била обвината, зашто бе обвината? За злоупотреба, за несовесно лекување и за предизвикување на животна опасност, во животна опасност на пациент. Прв пат слушаме, беше ми, кога бе било тоа? Мене ме обвина. Тоа ти е така совеста кој ќе ја вклучи, кој ја исклучиш, тоа е амнезија, тоа добиваш у исто време, тоест кога ќе ја уклучиш совеста, амнезија имаш да све останато што е претходно. Тоа ви е објаснето пластично, она што е оној дело несовесно. Несовесно поправо лекување. Несовесно. Свесно си ја исклучил. Совеста да стекнеш финансиска корист, така што си им ги загрозил животите на своите пациенти. Знаете сега зошто Кина живее во 3000 и некоја година, а зошто ние живееме у 19 век. Дали ви е сега јасно? И зошто уште долго време ќе живееме у 19 век. И зошто треба да се изнајде начин партијата на власт ВМРО како да направи тамо метла по тоа судството, обвинителството. На легални и илегални начини. Ама немој сега некој ќе каже од ВМРО, ама како па сега, па ние демократија, па не мешање на ова извршна во судска власт, па не знае бај Сашо Тасевски тоа. Добро де, тоа е за новини, за портали, за јавност. Не може вистина извршна у судска да се меша, така пише у тоа китапот за демократијата. Овие Европска унија, овие гениалци што го смислуваат. Нема мешање, не. Кој fucking motherfucker се придржува на ова? На овие глупости, овие постулати на демократијата со кои што можеш грз да се избришеш. Ако тебе опозицијска партија преку една таква институција те ебе у грз и ти се мочи у супата, ти треба да размислуваш легалистички. Извршна усуд. Че постојат и легални, како да го исчистиш, ако не можеш, постојат и недозволени начини, малце не фер се, но постојат. Шо све може да смислат тие тамо у службите, како полека да го исчистат, да ги натераат суди, обвинители, све што е корумпирано, све што е обоено партиски, све што работи против државата, против партијата на власт, затоа што не им се свиѓа поимањам нивната национална агенда, нивните погледи за една појака Македонија, посигурна Македонија, посамоуверена Македонија. Македонија како овој фактор на Балканот кој што нема да биде париче за подкосуруење, не знам, држава со народ кој што секој ќе си игра дрндупка кога му прдне, кога му ќефне у главата. Има начини како да се натераат тие луѓе да оставка да си поднесат, да поима неа. Милион начини ме се. Ја сум ви кажал и порано, нема да ви ги кажам. Може да ви текне. Али да оставите и понатаму СДС преку обвинителството и судството да ви се сере на глава. Тоа е мазохизам. Сериозно ви кажам. Зошто бре некој да ми се сере на глава? Зошто некој на сила да го врти расположението на јавноста кон мене да биде негативно? Така што ако почекате уште малце, ваквите работи ќе се множат, а они секогаш ќе можат тоа да го злоупотребат и сполитизираат. Ете, гледате, каква пресуда, гледате. Тоа е заради партијата на власт, не е заради тамо некој суди и обвинители кои што се многу блиски тесни односи со СДС, па многу добро знаат што работат. И за кого работат. И кој им е целта? Двојно задоволство. И Кичановиќ, и ова другото што се вика подривање на легитимно, легално избраната власт. На многу перфиден начин. Ете, не знам, размислете. Исто така уште еднаш го повикува министерот Тошковски, премиерот, одредени луѓе во одредени безбедносни структури кај нас, што се на видни позиции, на важни позиции. Ве молам, ве замолувам да ги проверите сите портали, медиуми, како сакате наречете ги, што се појавуваат на социјалниве мрежи,
кои што носат екстензија МК или баш име имаат нешто Македонија или историја кои што се во суштина бугарашки сајтови, шират омраза, говор на омраза кон македонците, исклучиво они ќе објават и некоја вест од Македонија, пример премиерот беше вамо пример, но многу подмолно, на многу подмолен начин ги вадат сите можни антимакедонски изјави што по Бугарија и низ Европа ги кажуваат одредени битни личности од политичкото највисоко милје во Бугарија. Професори, политичари, парламентарци, европски парламентарци, и тие некако редовно ги вадат на ударно вака да ти се појави на Facebook, да видиш што кажал Костадинов против македонците, што кажала некоја Филјан глупача, некој трет тамо, некој четврт, што кажал некој бугараш од Македонија, кој што тука многу се фини, вака на телевизија кој ќе скочат, многу се така отворени, па зошто сме ние на некој начин тука стајани у втор ред, па еве ние немате потреба да се плашите од нас, само сакаме влез уста. Да видите какви изјави истите тие говна. Бугарашки, да видите какви изјави даваат у Бугарија кои ќе ги викнат на медиум да гостуваат. Мене коса на глава не ми се крева од објективни причини, ама вас ќе ви се крене коса на глава кои ќе ги видите тие сподоби, тие говна, какви изјави даваат кога ги интервјураат во Бугарија на некоја бугарска телевизија. Од говно поделе не прават. Мислиш, сите сме искочили од мудата на Хитлер овдека. А они биле и од на мудата на Менгле, а они биле многу фините овдека. Затоа премиер, министре Тошковски, директорите на безбедносните служби Македонија, апелира, овие портали, многу добро ги знаете кои се и многу лесно ќе ги откриете кои се, подитно, ако се тука, и некој тамо имаше и некој тамо, нешто со Дайсон и Пресун, има некој тамо, појма нема, како се викаше тамо една, три, не знам како се викаше тамо. Подитно да ги затворите. Не само порталите, него да откриете и тие што ги водат тие портали од каде добиваат пари, да го откриете потеклото на парите, тоа може да биде многу интересно ако го откриете тоа потекло на парите. И кога ќе го откриете, ќе сватите кои се тие луѓе што ги формираат тие портали, што ги водат. И најлогичен резултат од тоа ќе биде да ги стрпате у затвор за откопување на уставниот поредок на Македонија. Ја не знам што чекате. По Facebook искачаат, а нашиве наивни им влагаат на тие портали и сега се караат со нив. Наши патриоти македонци. Што ги напаѓаат, и наши нив ги напаѓаат, бе бегајте, ево. Им влагаат у положение. Ја сум напишал 2-3 пати, луѓе, гледате дека е бугарашки сајтов, воопшто не читајте, не коментирајте. Уопште остајте ги, да немаат никаква видливост, посетеност. А искачаат на Facebook нонстоп, овие Инстаграм и Фейсбуци нонстоп ти искача. Тоа некој го работи у позадина, го финансира. Ни го трујат медиумскиот простор, интернет просторот, како сакате кажете. Ебете им мајката, бе. У моја собствена држава, ја кој ќе отворам Facebook да ги гледам тие бугарашки, шовинистички, фашистички портали, како шират говор на омраза против македонците, како се подсмеваат со македонците, како се подсмеваат со оваа држава, се подсмеваат со нејзиниот председател, се подсмеваат со нејзиниот премиер. У затвор све тоа, бе. Ама рекла Европска унија, и овие ќе се побунат од горе, од човекови права, ете што им прават. И чкурда не бе боли. Тоа се државни непријатели на државата. Тоа се луѓе кои што се обучени на разни субверзии да го подкопаат уставниот поредок или да ја исперат свеста кај одредени индивидуи кај што ќе му успе, кај одредени групи и на таков начин да предизвикаат дестабилизација преку пропаганда. Ете, не знам, што сви знакаше, вај, чао.